Проблемот во Слупчане остави без струја и дел од околните села. Жителите на село Оризари во општина Липково од вчера попладне се без електрична енергија поради тоа што екипи на Ивана не можат да влезат во Слупчане да го санираат проблемот, а жителите на околните села се поврзани на истата мрежа. Граѓаните револтирани ја блокираа подрачната единица на Ивана во Куманово пошто пунктот не работи. Жителите се пред Ивана, а вработените дома. Тие сметаат дека е неправедно тоа што плаќаат редовно, а се исклучени од мрежа. Бараме од ЕВН да ни пушти струја, веќе 24 часа немаме скоро струја. Се е покварено, во селото има и штали, треба вода, треба... Со 62 години немам видено вакво нешто, да плаќаш струја 100% селото, а да немаш струја, овој кај нас. Мислам дека ни во Африка не може да се најде такво нешто. Ако Слупчане е казнето за тоа што не плаќа, ние сме казнети за тоа што плаќаме струја. Вака више не се трпи. 20 и нешто години трпиме вака. И за тоа, и још едно. У село Оризаре има повише од 10 години што има ставено мерачи у бандери. Ни една куќа у село Оризаре не должи спротив ЕВН ни денар. Да не плаќаш еден месец, ќе те исклучуваат од Скопје. Поддршка на граѓаните на протестот даде и градоначалникот на општина Липково, кој побара да им биде вклучена електричната енергија, а доколку некој не плаќал сметки законски, тогаш поединечно нека биде исклучен. Жителите на село Оризаро сите часовници ги имат на двор од куќата, ги платат сите фактури. Ако има некој што не платил, има законски норми како да постапуваат, али прекина струја не може да има. Сега ги имаме и печалбарите, и свадбите што ги организираат жителите, и ресторантите секој ден работат таму, и има многу поплаки и многу жалби од сите страни. Снабдувањето со електрична енергија по синоќешниот втор дефект, кој според Евана исто така бил предизвикан од мештаните на Слупчане, е нормализирано во селата Ваксинце, Алишевце, Руница, Извор и Белановце. Кратко, без електрична енергија синоќа беше и граничниот премин Табановце. Целиот проблем настана поради тоа што екипи на Ивана од вчера не можат да работат на санација на дефект во Слупчане. Од електродистрибуција велат дека нема да извршуваат редовни работни активности во селата во околината, се додека не се создадат нормални услови за работа и не се загарантира безбедноста на вработените. Жителите на Слупчане пак од Ивана побарале да им бидат простени досегашни долгови кои достигнувале неколку илјади евра, без разлика колку ќе потрошат да им биде наплатувано максимум 3000 денари. Верските објекти да бидат ослободени од плаќање и слични други барања. За ова од Министерството за економија порачаа дека секој мора да си плати онолку колку што ќе потроши. Според податоците на Ивана, загубите во Слупчане се 80%, а наплатата е 20%.